Една година по трагедијата што ја зави цела Македонија во црно. Една година тага, молк и неверување. Кочани денес повторно се собра во тишина. Екипата на Хајп Македонија се упати кон градот кој престана да дише минатата година на овој ден. Тишина која зборува повеќе од зборови. Тишина која ја потсетува на животите што прерано згаснаа. На 16 март 2025 година, во раните утрински часови, пожар ја зафати дискотеката Пулс. Во трагедијата животот го загубија 63 млади луѓе, а повеќе од 190 беа повредени. Тоа утро, радоста и музиката се претворија во паника, страв и борба за живот. Многумина се обидуваа да излезат низ единствениот излез. Некои успеа, многумина не. Градот, кој вообичаено пулсира со младост и живот, во еден момент остана без дел од својата иднина. Денес, една година подоцна, Кочани повторно се сеќава на тој ужас, кој за жал никогаш и нема да биде заборавен. На местото на трагедијата, пред самата дискотека, денес беа поставени 63 бели срца, испишани со името и презимето на секоја жртва, од кобната ноќ која зад себе остави семејства, пријатели и град кој за секогаш ќе го носи товарот на најстрашната ноќ која Македонија ја памети. Тишината пред оваа дискотека денес зборува повеќе од 1000 зборови. Пред точно една година, на 16 март, токму овде во Кочани, една ноќ што требаше да биде исполнета со музика и младост, се претвори во трагедија што ја потресе цела држава. Во миг згаснаа млади животи, кои за себе оставија семејства, пријатели и град кој за секогаш ќе го носи товарот на таа кобна ноќ. 63 бели столчиња беа поставени пред центарот на културата во Кочани, во знак на 63 бели ангели на небото. Секој од нив символ на еден млад живот, една приказна, едно семејство. Една празнина која никогаш нема целосно да се пополни. Граѓани, родители, пријатели и преживеани се собраа да одадат почит, со свеќи, свеќиња и тивка молитва. Денес Кочани повторно се собира на истото место. Со свеќи, цвеќиња и тишина се потсетуваат на жртвите кои ги загубија и испраќаат силна порака дека споменот за нив никогаш нема да згасне. Затоа што споменот не е само сеќавање, туку и опомена ваква трагедија никогаш повеќе да не се повтори. Присутните не беа во можност да дадат изјави, поради преголемата тага и поради, како што кажаа, немање соодветни зборови кои може да ја искажат нивната незаменлива болка, која ни времето не може да ја излечи. И токму затоа, за многумина, оваа годишнина не е само ден на сеќавање. Таа е и повик, вакво нешто никогаш никаде да не се случи. Една година од кобната трагедија во Кочани, вие сте едни од луѓето што најмногу ги поддржаа жртвите и настраданите. Како се чувствувате една година по овој настан и дали се уште пристигаат донации во Супорт Кочани? Тажно е денеска. Цел ден, целиот град. Забиење,
уцрно, не мислам секоја година вака ќе биде и тешки моменти се. Во однос на Спорт Кочани моментално нема парични донации, туку ние само дадеме повик кога е потребно, пример да се достават дали лепенки, дали некои креми и слично што им се потребни. Чекаме информација од повредените, кога ни дадат било каква информација, ние повик направиме и обично хумани луѓе донират. Што би сакала јавноста да запомни од оваа година на солидарност, една година под трагедијата? Па, што да запамти? Дека треба сами да си помагаме, треба сите да бидеме сплотени, кога е тешко сите да си помагаме. Политички партии дека треба да ни помогнат, треба ние сами да се обединеме и сами да си помагаме. Оти ние сами, ако не си помогнеме, никој нема да дојде од страна да ни помогне. Колку беше важно единството и солидарноста што ги покажаа луѓето оваа година? Тоа беше најважно и за луѓето исто и за фамилиите на починатите. Нивната болка е најголема и треба сите да се соживеат со нив и да им помогнат за заедно полесно да може да го преболат целото ова. И што вам ви покажа оваа иницијатива за солидарноста во Македонија? Па не знам што, не имам некој... На ниво е солидарноста? Не можам тоа да оценам. Ние, како Спорт Кочани, си имаме наша мисија и визија, ние си одеме спрема неа и најискрено пробуваме да него спрема тоа што ни е замислено, ние одеме без разлика за тоа дали имаме поддршка или немаме поддршка. И за крај, што би сакале јавноста никогаш да не заборави по оваа трагедија? Никогаш вакво нешто да не случи никаде у Македонија, пошто, како викат, едно дете е цел свет, а тука мајки си загубија 63 деца. На никој не би му посакал, на никој родител, детето да си го загуби. Тоа е, мислам, нешто најстрашно на светот и треба да се бореме за никош повеќе да не случи такво нешто.